Добро вечер за ВМРО-ДПМН, добро вечер за местните комитети, Билјанини извори, Сирма Војвода, Центар, Долна Влашка Мала и сите останати кои што дојдоа вечерва да не слушнат. Добро вечер за Унијата на млади сили, добро вечер за Унијата на жени, добро вечер за Советот на ветерани, добро вечер за жителите на оваа населба и за граѓаните на Охрид. Би сакал на почеток да кажам дека сум особено горд што можам да кажам неколку збора пред вас и што можам да зборувам заедно со двајца врвни доктори кои што ги има Охрид. Тоа е доктор Љубен Арнаудов и доктор Сашо Василевски, и што трет пат имам чест да бидам на листа која што ја води Антонио Милошевски, човекот кој што успеа да го направи она што во кое што малкумена веруваа, а тоа е Меѓународниот суд на правдата од Хаг, кој што е официјален суд на Обединетите нации, да пресуди дека Република Македонија е во право. И му честитам за таа работа. Се сеќавам исто така дека во 2010 година, кога господинот Милошевски беше министер за надворешни работи, председателот Иванов беше и тогаш председател, а јас тогаш станав шеф на нашата делегација во парламентарното собрание на Советот на Европа, успеавме да се избориме првото големо председателствување на Македонија со некоја меѓународна организација, тогаш тоа беше Советот на Европа, да биде под називот Македонско председателство. Тоа успеа да го направат председателот Иванов и Антонио Милошевски, им честитам за тоа. Вечерва би сакал накратко да ви позборувам за две работи. За предизвиците со кои што е соочена Република Македонија и за економските предизвици со кои што е соочен Охрид. Имено, како што знаете, ние решивме да го скратиме парламентарниот мандат и нешто повеќе од една година да ги вратиме изборите назад и да ги споиме заедно со председателските избори. Зошто го направивме тоа? Заради тоа што кога се распишаа председателските избори на 1 февруари, нашиот коалиционен партнер ДУИ кажа дека бара така наречен консензуален председател, термин кој што не постои во воопшто политичката наука, термин кој што не можете да го сретнете во ниеден закон, ниеден устав, дури и во ниедна пракса. Но ние решивме ајде да видиме кои се тие ставови и како таа политичка партија размислува дека треба да изгледа тој консензуален председател. Кога малку навлеговме во целата таа работа, свативме дека нивната идеја е не да има председател, туку да нема председател. Заради тоа што професорот Иванов, председателот Иванов, во 2009 година беше изгласан и од македонците, и од албанците, и од турците, и од србите, и од ромите, и од египтјаните, и од власите, и од сите кои што живеат во Македонија доби подршка. И сметавме дека тој е човекот кој што треба да продолжи да ја води оваа држава. Но од другата страна добивме на ситуација на затворени врати и на немање волја за разговор. За после некое време да работата излезе на чисто и да кажат дека во суштина нивната заложба не е да се избере председател, туку нивната заложба е да не се избере председател. Нивното барање не е Македонија да има председател подржан од сите етнички заедници во Република Македонија, туку Македонија да нема председател. За после тоа, како во некои минати времења, да се седне на зелена маса и да се разговара за работи кои што се далеко од реалноста во Република Македонија. Ние решивме да се спротивставиме на таа политика и затоа решивме да ги споиме председателските и парламентарните избори. Гледам овие денови, доаѓаат и во Охрид, одат и во други градови, водат така наречена активна политика на бойкот. Тоа се два збора кои што не одат еден со друг. Активно и бойкот не оди. Ама ете, во нивниот речник го имаме. Одат и ги убедуваат граѓаните дека не треба да излезат на председателските избори, со цел председателските избори да пропаднат, председателот на државата да се избира во Собранието на Република Македонија, наместо вие да го избирате, да имаме двојазичност на територија на целата држава
и да направиме одредени сценарија за Република Македонија кои што не се од корист на Република Македонија. Јас ве повикувам на таа активна политика на бојкот да се спротивставите со активна политика на гласање. Ќе се спротивставиме. Заради тоа што председател на Република Македонија не треба да бидат ни ВМРО-ДПМН, ни СДСМ, ни ДУИ, ни ДПА. Председател на Република Македонија бирале, бираат и ќе бираат граѓаните на Република Македонија, значи сите ние. И затоа ве повикувам за 2 дена од денеска, на Цветници, на 13-ти, сите масовно да излеземе и да гласаме за бројот 1, председателот професор доктор Ѓорѓе Иванов. Потребно е во Охрид да имаме историски најголема излезност. Потребно е во Охрид да имаме поголема излезност и од локалните и од претходните парламентарни избори. На 13 во Охрид ни треба 80% на излезност за да можат изборите да бидат успешни на ниво на Република Македонија и јас верувам дека тоа ќе го направиме. Ве повикувам да поразговарате со вашите соседи, со вашите роднини, со вашите пријатели, со сопартиците, но и со оние кои што гласаат за другите политички партии и да ги повикате на 13 да излезат и да гласаат, заради тоа што основниот интерес на Република Македонија е да имаме председател и уште повеќе ние председател си имаме, тој се вика Ѓорѓе Иванов. Втората работа за која што накратко би сакал да позборувам вечерва, пред некој ден разговарав со вработени од Агенцијата за вработување и ми кажаа дека последен пат во Охрид се отворила фабрика која што вработила повеќе од 100 луѓе на крајот на 70-тите години. Јас сум роден во 84-та година, значи пред јас да се родам. Пред и веројатно повеќе од помладиве тука да бидат родени. Значи, последен пат во Охрид се вработиле во ист момент повеќе од 100 луѓе пред 35 години. А во овие 35 години навака и јас пораснав, и другите пораснаја, повозрастните остареја, со приказни за затварање. Слушавме како се затвара Езерка, како се затвара Илинден, како се затвара Отекс, како се затвара ЖАС, како се затвара Братство, како се затвара Лихнида, како се затвара Застава, како пополека умира ЕМО. Тоа беа приказните кои што ги слушавме. Слушавме како се затвара Охрид Турист, како се затвараат големите хотели, како се затвара Охридска трговија, како еден по еден умираат капацитетите и хотелски на Охридското крајбрежје, но и фабриките во индустријската зона во Охрид, која што е некаде на улиците Железничка и 7 ноември. Тоа беше тажната вистина за Охрид. Вчера слушнавме една убава вест. Имено, председателот на владата на Република Македонија, пред наши очи, замина малце порано од митингот кој што го имавме во Демирхисар, за во Битола, пред митингот кој што го имавме таму, да се сретне со извршниот директор на една голема германска компанија во автомобилската индустрија, се вика таа фабрика ОД Електрик, и да договори да таа фабрика отвори свој капацитет во Охрид, за почеток да вработи во постоен објект 100 вработени до крајот на оваа година, кои што ќе одат на обука во Унгарија и Германија, а во најбрз можен рок да изгради фабрика од 10.000 квадратни метри и да вработи 1000 луѓе. Прв пат после 35 години во Охрид се вработуваат повеќе од 100 луѓе во една фабрика, а тоа се 1000 вработувања во следните 2 години. Заедно со претходно најавената инвестиција на исто така една голема германска компанија, која што деновиве и самата ќе го каже тоа, од 800 вработувања, исто така во автомобилската индустрија, тоа се 1800 вработувања за Охрид во следните 2 години. Заедно со
околу 1000 работници потребни да се изгради автопатот од Кичево до Охрид, кој што беше долгогодишна заложба за охридјани. Тоа се 2800 работни места за луѓето кои што живеат во Охрид, во Охридско, во Струга, во Струшко и во Дебрца. Тоа е разликата, тие се делата, тоа е разликата помеѓу нас и СДСМ, тоа е начинот на кој што ние работиме. И затоа ве повикувам за продолжи оваа политика, за не и се случат блокади на оваа политика. Прво на 13, а после и на 27, да имаме историски најголема излезност, да го поддржиме Ѓорѓе Иванов, да го поддржиме Никола Груевски, да го поддржиме Антонио Милошовски, да гласаме за листата со број 5 и за претседателот со број 1 и заеднички успешно да оградиме и Охрид и Република Македонија. Се гледаме во недела, да живее Охрид, да живее ВМРО ДПМН, да живее Македонија. Благодарам.